Започна уредувањето на влезот пред уште една стамбена зграда во Штип. Во тек се активности на терен кај дел од стамбените згради на улица Пиринска. Во меѓувреме се работи на отпочнување на активности со кои ќе се припрема за асфалтирање крак од улицата Ванчо Прке. На ваков начин централното градско подрачје во Штип добива поинаков лик, потенцираше денеска градоначалникот Јорданов. Продолжуваме со активностите во неколку населби во нашиот град. Денес се започнува уредувањето на стамбена зграда, на влезот на стамбената зграда на улица Пиринска. Ќе се изврши асфалтирање на овој потек, партерно уредување исто така на еден дел од стамбената зграда. Очекувам во текот на денот или најдосна во утрешниот ден да се започне со припрема за асфалтирање и на пристапната улица, тоа е практично крак од улица Ванчо Прке до 3 стамбени згради во централното градско подрачје. 20 влезови на стамбени згради досега и уште најмалку 10 до крајот на годината е билансот од направеното. Досега хортикултурно се уредени влезовите во населбите Автокоманда и Сењак, а се работи во 8 ноември. Јорданов потенцираше на терен дека активности ќе има, се додека служат временските услови. Кој што знаете, веќе во изминатите неколку недели и месеци работевме на партерно уредување на влезовите на стамбени згради во населбата Автокоманда, во населбата Сењак, влегуваме и во населбата 8 ноември. Повеќе од 20 стамбени згради веќе се со завршени влезови и пристапи. Очекувам до крајот на годината исто така да бидат опфатени повеќе од 10 стамбени згради со уредување, асфалтирање на пристапните влезови и урбанизирање на населбите каде што се наоѓаат овие стамбени единици. Така да сето ова е предвидено и планирано во програмата за уредување на градежно земјиште. По завршувањето на сите овие градежни активности ќе бидат практично и пресметен износот односно финансиската конструкција. Очекувам да не послужи времето и да она кое што го имаме испланирано да го изреализираме до крајот на годината. Проектите за хортикултурно уредување на влезови пред стамбени згради е побарање на жителите во Штип на кои работи локалната власт.